Дали сите пратеници чии мандати беа верификувани се враќаат или некој може би останува? Сите пратеници се враќаат, денеска формалностите ќе бидат потврдени и очекуваме во брза процедура да бидеме вградени во помошните тела на собранието, за да може полноправно, рамноправно, согласно устав и закон да учествуваме во сите наредни дебати кои што ќе се појават во собранието. Дали ги повлековте оставките и дали ќе учествувате на координација? Денеска веќе се подготвуваат сите документации за повлекувањето на оставките и се надеваме дека првата координација ќе ги даде нашите очекувани резултати за целосно вградување во работата на парламентот. Да, во 14 часот нашиот координатор ќе биде на координација. Рекла дека јавно сте барале да ви ги одземат овие мандатите, а од друга страна вика дека тајно не молеа да ви ги одземат. Кој е вашето? Појавно, јасно и гласно. Буквално да се доведете до молење некој да го почитува уставот и законот и да ги констатира оставките. Па ајде ако треба и со двотретинско мнозинство да ги изгласа. Како и да е, притисокот беше повеќе од јасен и очевиден во делот на настојчивоста на сите наши пратеници, опозицијата заедно да оставките бидат констатирани. Затоа се голи шпекулации и перфидни безобразија да се зборува на начин дека некој тоа тајно го молел. Не се работи за сериозни работи, апсолутно вистината беше предочена пред граѓаните и неколкукратно тоа беше потврдено. Дали бомбата за мостот е сега клучната бомба за која одмah ако да се спроведува договорот со тоа да имате? Еве, дел од материјалите кои што ќе бидат предадени на специјалниот јавен обвинител, секако се и доказните материјали поврзани со монстрот. Поклучни докази од ова што го споделивме со јавност и тоа што ќе биде доставено заедно со сите материјали. Да сте на северниот пол, здравје, ќе бидат единствено насочени кон оставка и заменување на власта. Само кај нас е тоа можно, тоа што ни се случува, но секако вистината ја споделивме со јавноста, она што не е споделено ќе допре до јавноста, преку специјалниот обвинител, овде се анкетните комисии кои што ќе работат и сите останати работни тела на институциите на системот и се надевам дека прво вистината како вистина ќе допре секаде каде што е потребно, а најважната цел ќе биде да ги врати демократските институции и да нормализира Македонија. Дали деновиве имало Ако не биде исполнет договорот до крај, овој договор за нас е невалиден. На нови криминални избори, зарем треба Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да учествува? Секако. Најважната работа за нас е во целиот овој период до изборите да се вратат во нормала институциите на системот, да ги вратиме демократските институции, а како нус продукт на крајот да бидат слободни, фер и регуларни избори. Дали деновиве како до 15 септември не се избра јавен обвинител, договорот е невалиден или дека вие продолжувате со бомбите, дали тоа значи повторно изгледување од собранието и во институционално делување? Ќе донесеме одлуката и јавно ќе ја соопштиме на 15 септември, доколку се случи да нема избор на специјален јавен обвинител. Секако тоа што можеме слободно да го кажеме е неможноста кому да ги предадеме доказите кои што се државна сопственост ги поседува опозицијата. Ние ако немаме по закон кому да ги дадеме, а во истовремено ако не ги предадеме на институциите сме должни јавно да ги соопштиме, тоа е и по нашите позитивни законски прописи. Така да ако нема кому да ги дадеме, ние ќе продолжиме да ги соопштуваме во јавност. Се е отворено, 15-ти ќе опочекаме за да ги донесеме одлуките. Дали последните денови имало понуди од страна на представници на власта да нема кривични пријави до изборите? Ама работа, до мене нема такви работи стигнато. Специјалниот јавен обвинител е избран како формулација која што мора да биде инкорпорирана во законодавството на Македонија согласно уставот на државата. За да веднаш действува и делува за се за кое што има инкриминирачки процеси. И против Заев, со пуч или слично, и против носителите на високите функции начело со Груевски. Затоа што, меѓу другите важни работи во договорот, очекуваме имплементација на препораките согласно извештајот од Прибе и паралелното, односно неофицијалното спроведување на поглавијата 23 и 24. Пред се однесуваат на севкупните слободи, но овде и правосудството како независност и медиумите. Јас очекувам
корените промени во правосудството да се случуваат до крајот на годината, веќе видливи за граѓаните. До тогаш требаше некој да ги сработи овие дела независно. Затоа е избран специјалниот обвинител. Така да може некој да го лаже паметот за било што, освен она што е причина за избор на специјален јавен обвинител. Веднаш да почне да се посвети на истражна постапка, да носи одлуки, обвинителни акти и се она кое што е опис и попис на работа на секој обвинител, така и на овој специјален јавен обвинител. Во духот на обврските, опозицијата има изготвено измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство, за да имаме целосно уставно инкорпорирање на овие промени согласно уставната и законска регулатива во Република Македонија. Редно е кога стои обврска дека 4 партии потписнички на договорот го предлагаат обвинителот, тие да бидат и предлагачи на законското решение. Во моментот знаете дека се преговара на тема специјален обвинител, конкретно се преговара за законското решение. Соодветно и консеквентно на изнајдено и договорено законско решение, најверојатно е логично да се влезе во разговор за името на специјалниот обвинител и оние кои што ќе бидат делот на специјалното обвинителство, заради тоа што за ваква сериозна функција не е во ред да се разговара со било која сериозна личност, без при тоа да му се покаже по кој закон ќе работи, како ќе му биде загарантирана целосната автономија и на кои материјали ќе алудира законот во делот кругот на неговото работење. Ви благодарам на сите. Gospodine Zajev, može ovako? Новинари. Što kaže?